Обилниот дожд во полнек на жетвената сезона на оризот, за оризарите е еднаков на мрак. А последиците видат катастрофални. Ние прво немаме услови за сушење. Значи, со овие температури и со овај дожд, а сигурно 20 до 30% растор ќе има. Значи, тоа е една штета. Втората штета не се откупува. Откупувачите многу галамат, а сушари немат, и ако сушара има по 3 динара на кило ти за сушење, и па ние со 28, и сите тие завачи кои ќе даваме, ние би нема што да земеме ориз. Од друга страна, житопроизводителите велат дека овој дожд ги огрел како сонце. Бевме во претходниот период сме сведоци на исклучено, значи сушен период, немаше воопшто почвена влага, еве сега со новите дождови, значи е добродојдена таа влажност и моментално дождот што фаќа е добродојден за пристојната есенска сејдба на житариците. Дождот е добар и за сточарите, бидејќи тој ќе овозможи продолжување на вегетацијата. Добро е, за се сега трава ќе тера, мислам, за се добро е сега. За храна ќе щедено зависи месото кој како е дека, ама добро е, да, моментално добро е за дожд што има. Според метеоролозите, во септември и октомври дожд ќе има под просекот. Моменталните сигнали на моделите за сезонскиот изглед на есента укажува дека температурата на воздухот ќе биде во рамки на просечната, а додека количините на врнежи ќе бидат под просечниот 30 годишен просек. Што се однесува на месечните вредности на врнежите, моделите сепак покажуваат дека ќе бидат под просечните вредности и за септември и за октомври.